А сега да се задлабочиме во нашата тема, кој што ќе биде едно проучување со доста стихови. Ке започнеме во Излез или Втора Мојсеева. Излез, Втора Мојсеева, 16 глава. Само се подсетиме, во Излез 14 глава израелците поминуваат низ Црвеното море. 15 глава е Мојсеевата песна. Ја пеат онаа Мојсеева песна на победа, на избавување. И 16 глава се наоѓаат во пустината, значи почнува она нивно патешествие низ пустината и уште првите денови почнува мрморење. Еве ќе читам од први стих. Потоа тргнаа од Елим, значи 16 глава од први стих. Потоа тргнаа од Елим и сета израелска заедница дојде во пустината Син, што е меѓу Елим и Синај во 15-тиот ден на вториот месец по излезот од египетската земја. Целата израелска заедница почна да мрмори во пустината против Мојсија и Арон. Ох, да изумревме од Господовата рака во египетската земја, кога седевме покрај грнци со месо и јадевме леп до наситка. Им рекоа тие, значи. Не изведовте во оваа пустина, за да го поморите со глад цело ова мноштво. И четвртиот стих, оној кој што е клучниот, кој што ќе не воведе во темата. Тогаш Господ му рече на Мојсија, ќе направам да ви паѓа како дожд леб од небото. Народот нека отиде и собира секој ден колку што му треба за ден, за тој ден. Така ќе ги искушам и ќе видам дали ќе се придржуваат до мојот закон или не. Знаеме дека Господ врнел, пуштал мана, пуштал небесен леп цели 40 години додека овие талкале по пустината. Цели 40 години. 6 дена, 7-миот немало. 6 дена, 7-миот немало. И цели 40 години така. Зошто? Добро, во ред. Еден од договорите е да ги прехрани, да се накрнат. Во пустина се. Кај што нема скоро ништо. Но зошто? Зошто? Што кажа четвртиот стих? Што му било целта? Да ги искушам, да ги тестирам. Господ не искушувам и тоа. Да ги ставам на тест, да ги испробам, да видам дали ќе се придржуваат до мојот закон или не. Пазите, ова е пред давањето на закон во Синај. Ова е 16 глава. Во 20 се дава закон. Целта на Господа со чудото со маната е да ги искуша израелците дали го држат законот. И тоа конкретно кој дел од законот? Ајде да видиме 27 и 28 стих од истата глава. Да се подсетиме, односно ова е познат настан. 27 и 28 стих од истата глава. Имаше некои што одеа и во 7-миот ден да ја собираат маната. Или еве 26-тиот, да не го забораваме. Собирајте ја 6 дена, на 7-миот ден во сабота ќе ја нема. И сега вели, имаше некои кои што одеа и во 7-миот ден да ја собираат, ама ништо не најдоа. Затоа што Господ рекол ќе ја нема во сабота. Затоа Господ му рече на Мојсија, до кога ќе одбивате да им се покорите на моите заповеди и на моите закони? Господ очигледно сака да ги тестира пред се на тоа колку тие ја почитуваат саботата. Тоа е многу јасно. Имате 6 дена мана, уште ќе им каже во 6-тиот ден соберете дупло повеќе, во 7-миот ќе нема. Овде има една голема лекција. Ќе видиме таа лекција која е. Не е само саботата како сабота. Дека ова било многу значаен момент, дека оваа лекција е многу значена и покажува фактот што малку подоле во истата таа глава, видите каква наредба доаѓа од Господа, од 32 до 34 ќе читам. Во истата глава. Тогаш Мојсија рече, ова е заповед што ја даде Господ, наполнете со маната. Што значи маната? Од каде тоа
од каде тој назив мана. Да, израелците викале, што е тоа, што е тоа, што е тоа, која паѓало? Тоа е всушност мана, што е тоа? И овде дури Мојсей вели, наполнете, значи, со тоа еден гомор и чувајте го за своите потомци, за да ја видат храната со која ве хране во пустината, кога ве избавив од египетската земја. И Мојсей му нареди на Аарона, земи еден сад, стави во него цел гомор мана, а потоа положи го пред Господа да се пази за вашите потомци. Како што Господ му нареди на Мојсија, а Мојсей на Аарон ја сложи пред сведоштвото на чување. Видите колку била битна оваа лекција со маната, што дури било заповедано да во еден сад се стави мана и маната се внесе каде? Каде била маната? Во ковчегот на Завет. Заедно со двете плочи, Аароновиот стап и садот со мана. Еве, нека ни потврди Павле во Евреите, во Новиот Завет, 9 глава. Евреите 9 глава. Од 1 до 4. Секако и првиот завет имаше наредба за богослужение и земно светилиште, зашто беше приготвен првиот дел на шаторот, во кој што беше светилникот, значи се објаснува, го кажува распоредот и каков дел од парчења мебел имало, значи, во првиот, па во вториот дел, значи, во кој што беше светилникот во првиот дел, и трпезата, и положените лебови, што се вика светина, првиот дел, а зад втората завеса на шаторот беше другиот дел, наречен светиња на светињите. Со златниот жртвеник за кадење и ковчегот на заветот, опкован со злато од сите страни, во кој беше златниот сад со мана и со расцутениот Ааронов жезол и плочите на заветот. Која е таа толку силна, толку голема лекција што треба да ја научиме од овој случај со маната, што толку било значено да Господ еве нареди дури сад со мана да се стави во ковчегот на Завет. Оно што е интересно е да, ако читаме во прва книга Цареви, во 8 глава ќе прочитаме дека за разлика од шаторот во пустината, во Соломоновиот храм, во ковчегот на Заветот, биле само двете плочи. Го немаме стапот Ааронов, ја немаме маната. Еве ќе читаме 8 глава 9 стих, прва книга Цареви. Прва книга Цареви 8-9. Во ковчегот немаше ништо освен двете камени плочи што ги стави Мојсей во Хорив, каде што Господ склучи завет со израелевите синови откако излегува од Египет. Во Новиот Завет ни се потврдува, видовме и во Стариот Завет, дека маната била ставена во сад, во ковчегот на Заветот, во светињата на светињите. Но во Соломоновиот храм, во ковчегот на Заветот, не ја гледаме маната. Аароновиот стап го нема исто. Одговор има еден библиски стих кој што алудира на тоа, меѓутоа конкретно одговорот го дава Елен Вајд во рани списи, тамо некаде првите 30 некоја страна, каде што таа во визија, однесена горе на небото, ќе го види и Аароновиот стап и садот со маната во небесното светилиште. Што ќе каже дека најверојатно Господ ги пренел таму горе, затоа што Аароновиот стап е еден и садот со мана е еден. Уред, тоа не е ни толку битно, меѓутоа битно е затоа што зошто сега садот со мана бил во ковчегот на Заветот. Конкретно зборуваме за маната. Стихот што сакав да го спомнаме, Откровение 2.17, кај што може би се алудира на тоа, може би не е толку јасен, на Откровение 2.17 вели писмото до црквата во Пергам, се вели, кој има уво нека чуе што им зборува духот на црквите, на оној кој победува ќе му дадам од скриената мана. Во ред. Сега да видиме каква е лекцијата што имаме со маната. Затоа ќе отвориме најнапред во Јован 5 глава. И да видиме прво што представува маната. Дали тоа било само една обична физичка храна?
што ете Господ ја осмислил да паѓа, да биде храна, да биде небесен леп за сите тие 40 години доека патувале низ пустината. Или тука има уште многу подлабоко значење. 5 глава Јован, реков, 39 и 40 стих. Вие ги проучувате писмата, зашто мислите дека имате вечен живот во нив и тие сведочат за мене. За кого сведочат писмата? Конкретно стихот се однесува на Стариот Завет, или тогашните списи кои постоеле. Писмата вели сведочат за мене. За кого? За Исуса Христа. И навистина секоја страна од Библијата можеме да го најдеме Христа. Но, вие не сакате да дојдете при мене за да имате живот. Сега скокаме тамо 45-46 стих. Не мислите дека јас ќе ве обвинам пред таткото, има кој да ве обвинува. Мојсей, на кого се наделате? Зошто ако му верувате на Мојсей, верувавте на Мојсей, ќе ми верувавте и мене, зашто тој пишуваше за мене. Писмата сведочат за мене, Мојсей пишуваше за мене. И еве сега ќе видиме конкретно еден стих, каде што Мојсей пишуваше за Христа. Второ законие, или 5 Мојсева. Осма глава, 3 стих. 5 Мојсева, второ законие. Ке се сетите, 8 глава, 3 стих. Те смируваше и те мореше со глад, а потоа те хранеше со мана, за која не знаевте ни ти, ниту твоите татковци, за да ти покаже дека човекот не живее само од лебот, туку дека човекот живее од се што излегува од Господовата уста. Сеќавате, ова се спомнува во Новиот Завет. Значи, прво видовме дека тоа било тест за да се испитаат, за да се испита Божиот народ колку тоа го држи законот. Пред се четвртата заповеда овде вели да покаже дека човекот не живее само од леп, туку и од сето она што излегува од Господовата уста. Што излегува од Господовата уста? Уште овој стих алудира на тоа дека маната не било само една обична физичка храна, но повеќе од храна. Прво послание до Коринќаните 10 глава, оние познати стихови, во почетокот од главата. Прво послание до Коринќаните 10. Не сакам да ви остане непознато, браќа, дека сите наши татковци беа под облак и сите минеа низ морето. И сите се крстија во Мојсија, во облакот и во морето. И сите јадеа што? Иста телесна храна. Сите јадеа мана, нели? Што вели стихот? Иста духовна храна. И сите пиеа иста духовна напивка, зашто пие од духовната стена која ги следеше, а таа стена беше Христос. И се овие стихови ни одговараат на тоа кој бил карпата. Но ние ќе видиме кој е представен преку маната, кој што исто така е духовна храна, вели стихот. Најдобро место е да се отиде повторно во Јован и тоа на почетокот од Евангелието по Јован. 1 глава, 1 стих. Во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога. И Словото беше Бог. И тоа слово во 14 стих се вели: стана тело и се настани меѓу нас и ја видовме неговата слава, славата што има како единороден од таткото, полн со благодат и вистина. Много добро знаеме кој е Словото. Словото е таа духовна храна. Што велеше второ законие, 3 стих? Да покаже дека човекот не живее само од лебот, туку и од она што излегува од Божјата уста. Тогаш, што представува маната? Односно, Исус е Словото. Исус е таа духовна храна. Маната е таа духовна храна. Исус е маната.
Па зарем тоа Исус не го кажува во позната 6 глава, која што често пати ја цитираме за време на Света вечера. 6 глава Јован, од 48 стих. Јас сум лебот на животот, вели Исус. Вашите татковци јадеа мана во пустината и изумреа. Ова е лебот што слегува од небото. Јас, значи, за да не умре оној кој што јаде од него. Јас сум живиот леб што слезе од небото. И уште по-конкретно, значи 51-иот стих кажува што е маната. Значи маната е Христос. Но што по-конкретно? 51-иот стих. Јас сум живиот леб што слезе од небото, ако некој јаде од овој леб, ќе живее довека. А лебот што ќе го дадам, јас е моето тело, што ќе го предадам за животот на светот. Што е маната по-конкретно? Христовото тело. Интересно. Значи, не станува збор за обичен леб. Сега ќе видиме уште една причина дека не станува збор за обичен леб. Да, тој е небесен леб, меѓутоа не станува збор за, видовме, не само физичка храна, туку и духовна храна, тој е самиот Исус, односно неговото тело. А сега се вратиме во Излез 16 глава, значи 2 Мојсија, повторно 16 глава, кај што е случајот со маната и тестот што Господ им го дал на израелците. И ги читаме 19 и 20 стих. Во овие стикови гледаме, значи Мојсија ќе им порача на израелците да, ги читаме 19 стих, нека никој не остава ништо за утрото. Значи, претходно прочитавме. Господ им давал доволно за тој ден. И било заповедано да не се остава од маната за утрешниот ден. Зошто? Ако оставите за утре, што ќе добиете? Што вели 20 стих? Но тие, вели, не го послушаа Мојсија, некои остави и за утре, а тоа им црвиоса и засмрде. Сега едно интересно прашање. Ако е прашање леп, сигурно сите сте имали искуство, иако може би сите сакаме тазе леп, меѓутоа сте купили леп и може би стои ден, два, три, ете, не можете да го изедете, поготово ако е жетварски. Мојот омилен, кој што може да стои до 5 дена максимум, меѓутоа тоа е без никакви емулгатори, позатоа почнува да му влосува, ама не да црвјосува и да смрди. Чи лебот нема такво, мислам, сте видели вие некојаш таков случај? Сте купили некојаш леб да ја стои па да ја фати црвци. Овде вели дека маната уште утрешниот ден црвјосувала. Чи не станува збор за некој обичен леб. Е леб како леб. Што може да засмрди, што може да црвјоса, ако сте биле рибари, ја барем знам дека тоа треба да биде труп, тоа треба да биде тело, флеш, што викаат американците. Таму имате црвци, по таму не можам да осмислам мојот братучет кој се спремаше за риболов да оди таму да бара мрши некои таму по реката, во мачки, не знам што, и да бара црвци за да оди да лови риба. Ама тоа е љубов, тоа е страст, кој што ја никојаш не можам да ја разберам. Ајде тоа, ама после па да дремеш, како што викаше брат Зоран, еднаш ни кажуваше тука. Да дремеш цел ден и да гледаш во тапата, мислам, не можам да сватам стварно наистина. Да. Како и да е, значи, не е леп, не е обичен леп. Сега ми текнува моментот на Лазар, пазите. Исус намерно чека и доаѓа четвртиот ден на гробот, за да го восресне Лазар и што викаат? Па он веќе смрди, засмрде. Значи, тоа не е леп, тоа мора да биде тело. А што се случувало со маната кој што ќе се соберела во петокот? Дали таа црвјосувала? 23-24 стих од иста глава. Тој им рече, ова е Господова заповед. Утре е ден на целосна почивка, сабота посветена на Господ.
Испечете што сакате да печете, сварете што сакате да варите, се што ќе ви биде одвишок, оставете го за утре. Тие го оставија тоа за утре, како што нареди Мојсей, и ниту засмрде, ниту пак се појавија црви. Интересно. Значи, само маната која што ќе се соберила во петокот, ќе сте оставиле за сабота, не засмрдувала, не црвјусувала. Која е лекцијата тука? Останувала свежа, всушност, со други зборови. Која е поуката? Ајде да се подсетиме. Што беше маната? Тоа е духовна храна, тоа е Словото, тоа е Исус, тоа е Неговото тело. Да, Матеј 27 глава. Ова јас не сум го открил сам, меѓутоа толку му беше убаво, што сакам да го споделам. Ја не знае кој со вас. Значи, Матеј 27 глава од 45 стих читаме. А од 6 час беше темнина по целата земја до 9 час. Значи, од 12 по нашки до 3 попладне беше темнина. Исус висеше на крстот. Околу 9 час, Исус извика со силен глас и рече: или лама савахтани. Тоа значи: Боже мој, зошто ме остави? Зошто си ме оставил? А некои од оние кои стоеа таму, кога го чуја тоа, рекоа: овој го вика Илија. И веднаш еден од нив отрча, зеде сунгер, го натопи во киселина, ја надена на трски, му даваше да пие, а другите велеа: остави, да видиме дали ќе дојде Илија за да го спаси. А Исус извика пак со силен глас: овде вели се сврши, кажуваат другите евангелија, и го испушти духот. И тоа беше некаде околу 9 час, времето на вечерната жртва. Сега да одиме во Лука 23 глава, за да ќе видиме деновите. Ние го знаеме ова, меѓутоа треба да го чујат некои кои што избегнуваат да го видат. Каква е ова силна порака што Господ ја праќал до израелците и денеска ја праќа преку случајот со маната. 23 глава, значи Лука, од 50 стих. Значи Исус издивнал, го предал својот дух. И ете некој човек по име Јосиф од Ариматеја, кој беше советник, добар и праведен човек, тој не се согласи со нивната одлука и со нивното дело од јудејскиот град Ариматеја, кој го очекуваше Божјето царство, отиде при Пилата и го побара Исусовото тело. И кога го симна, го обви во леено платно и го положи во гроб, исече во камен, во кој што уште никој не беше положен. Исечен во камен гробот. А беше ден на подготовката. Кој ден? Петок. И сабота настапуваше. Значи се уште е петок, Исус го полагаат во гробот и што туку настапува и сабота. Кој ден е петок? 6 ден. Сабота е 7 ден. По него да жените кои беа дошли со Исус од Галилеја и го видоа гробот и како беше положено неговото тело. И потоа се вратија и приготвија мирис и миро, а во саботата спочиваа според заповед. И оваа сабота, не знам каква почивка им била на овие жени, да кажем. Што мислите, дали имале мир, дали на вистина ја прославиле оваа сабота, како што треба, отпочинале, или биле длабоко вознемирени. Едва чекале да заврши таа сабота. Иако изгубиле од вид, воопшто не е, Исус неколку пати ќе им спомне, а на третиот ден ќе воскресне, Ќе треба да биде погубен, да оди во Иерусалим, да биде погубен, а на третиот ден ќе воскресне. Меѓутоа,
сето тоа било изгубено од вид. И ако имале увид и оваа поука од маната, немало таа сабота да биде така темна, така мрачна за нив. И продолжуваме во 24 глава, а во првиот ден на седмицата, неделата, многу рано жените дојдоа на гробот, носејќи ги мирисите што ги приготвеа и го најдоа каменот одвален од гробот и кога влегоа не го најдоа телото на Господ Исус. Што се случува овде? Која е поуката од маната? Да се вратиме на маната. Што беше маната? Словото. Словото беше Исус, односно маната е Христовото тело. Што се случуваше? Само накратко во 6 глава Јован повторно, да се подсетимо уште еднаш, 51 стих. Јас сум живиот леб што слезе од небото. Ако некој јаде од овој леб, ќе живее довека, а лебот што ќе го дадам јас е моето тело. Господ сака да не поучи дека треба да ја држиме саботата. И тоа дури преку Христовата смрт. Христос одмрл во гробот во саботата. Дали неговото тело се распаѓаше, дали почна да црвјосува. Што вели пророчкиот псалм, месијанскиот псалм, сега да кажем 16 псалм. Читаме од 8 стих. Инаку Давидов псалм. Господ ми е секојаш пред очите, бидејќи ми е од десната страна, нема да се сопна. Затоа ми се зарадува срцето и се развесели мојата слава, а моето тело се одмора во надеж. Моето тело се одмора во надеж. Каде се одмора? На кого се однесуваат овие зборови? Не се однесуваат на Давид. Петар ќе ни каже во Новиот Завет, во својата проповед на Педесетница, за кого се однесуваат, подосно ќе читаме. Вели, а моето тело се одмора во надеж, зашто нема да ја оставиш мојата душа во подземјето, односно во гробот, нито ќе дозволиш твојот светец да види гниење. И ајде сега да отвориме во Дела апостолски 2 глава, онаа Петрова проповед, да Петар ни потврди дека Господ му дал на Давид пророчки дар да пророкува за тоа што ќе се случи со Месијата, со Исуса, со неговото тело во гробот, додека тој се одморил во саботниот ден. Од 25 стих читам 2 глава Дела апостолски. Зашто Давид вели за него, за кого? За него со голема буква, за Исуса. Постојано го гледам Господа пред себе, тој ми е одесно за да не се поместам. Затоа се развесели моето срце и се зарадува мојот јазик, а и моето тело ќе почива во надеж. Зашто нема да ја оставиш мојата душа во подземјето, ниту ќе дозволиш твојот светец да види распаѓање. Мажи брајке, 29 стих. Можам да ви речем слободно за патриархот Давид. Значи Петар сега вели, вели дека не се однесува на Давид. Еве, слободно, сигурно можам да ви кажам за него, дека умре и беше погребан и дека неговиот гроб е при нас до ден денешен. Но бидејќи беше пророк, и зашто знаеше дека Бог му вети со заклетва дека од родот неговите бедра ќе подигне некого на неговиот престол, предвидувајќи за воскресението на Христа, рече, ниту беше оставен во подземјето, ниту телото му се распадна. Бог го воскресна овој Исус, за кое ние сите сме сведоци. Телото Христово не се распадна, не засмрде. Христос одмараше, чекаше во надеж во гробот, во саботниот, во седмиот ден. Неговото тело е маната. Видите силната лекција што е упатена и до израелците, но и до сите нас, преку маната. Скапувала, односно се распајал, црвјосувала, секогаш ако сте ја оставиле за следниот ден, освен ако тоа не било сабот, значи следниот ден. Само во петок, маната која што била насобрана, останувала свежа и за во сабот.
Христовото тело не виде распаѓање, Христовото тело беше свежо. Таа мана, тој леп од небото беше свежи во сабота. Каква поука за тоа дека саботата треба да се слави, дека саботата треба да се држи? Некои велат, еве, поради тоа што Христос воскресна во недела, ние затоа ја славиме неделата. Но зашто Христос воскресна во недела? Зашто требаше така? Затоа што требаше во саботата да биде во гробот. Акцентот е повторно на саботата. Требаше да одмара и мртов да одмара. И сето тоа алудирајќи на онаа мана, на онаа силна лекција што беше дадена, како што кажав, и до израелците, до секој од нас. И знаеме, саботата ја славиме како знак на создавањето, но и како знак на откупувањето. Исус, пред да издивне, рече, се сврши, го заврши делото на откупувањето. И потоа се одмори, како што се одмори, откако за 6 дена го создаде овој свет, земјата и се што е на неа, и се одмори во 7-миот ден, така и во 6-тиот ден на крстот, пред да издивне, рече, се сврши, го заврши делото на откупувањето и се одмори во 7-миот ден. Саботата ја славиме, значи, како знак на создавањето и откупувањето, но и ќе ја славиме на новата земја. Нелогично е, како што некои велат, тоа било за евреите, тоа било за тогаш, сега ќе славиме недела, а на новата земја што? Пак сабота. И како тоа сабота, недела, па сабота. Исаија 66 глава. Зошто ќе се слави саботата и на новата земја? Еден директен одговор е затоа што Господ не се менува. Меѓутоа, по-конкретно 66 глава Исаија од 22-23 стих, тоа се тие два стиха. Зошто како што новата небеса и новата земја што ќе ги создадам ќе траат пред мене, Слово е Господово, така ќе ви траат името и потомството. Од нова месечина до нова месечина, или од први до први. Секој месец, еднаш месечно, и од сабота до сабота, значи еднаш месечно и еднаш седмично, од сабота до сабота, секој тело ќе доаѓа за да се поклони пред моето лице, говори Господ. Зошто ќе се слави сабота и на новата земја? И во знак на создавањето, и во знак на откупувањето, и во знак на повторното создавање на новата земја. И веројатно знаеме зошто ќе доаѓаме еднаш месечно од нова месечина, од младина на младина. Зошто? Зашто дрвото на животот дава плод секој месец. Ќе доаѓаме да се храниме од дрвото на животот, но и од сабота во сабот, да му се поклониме на Господа. Видите каква лекција Господ дава преку маната, кој што не била само една обична телесна храна, туку и духовна храна, тоа е Христовото тело. Поучувајќи ги уште тоа, што е, пазите, тоа е проповед во пустината, проповед за Месијата кој што ќе дојде, кој што ќе го даде животот, но и ќе воскресне. Тоа е проповед и за нас денеска, и тоа уште едно осигурување, ако можеби не сме се уште сигурни дали саботата е денот кој што треба да го празнуваме, дали саботата е 7-ми ден, еве видовме и кој е 6-ти, и кој е 7-ми, и кој е први. Нека му е слава на Господа за сета ова откриена вистина. Амин.